Како солуција за шеќерот, високот шеќер во крвта, одиме со нутриционистичкиот пристап, а тоа е да регулираме исхраната. Сега па јас дојдов на психолог, не дојдов кај нутриционист, ке речете, нели, не ми треба мене диетален план, не сум јас на диета, добра ми е фигурата, нели, диетата во овој случај е од различен карактер, во овој случај мораме да ги игнорираме оние типични диетални планови кои што се од таква глобална природа, кои што сите знаеме дека се бенефицијални и здрави, меѓутоа тука веќе настанува исклучок за луѓе кои што страдаат од анксиозност и анксиозност пропратена со панични напади. А тоа е дека ние овој механизам кој што не ни е потребен и е дисфункционален и ни смета во квалитетното живење, мораме да најдеме начин да го зауставиме, да го спречиме, или да го успориме. Првенствено рековме диетално, тоа значи внимаваме на исхраната. Нема да навлеземе длабоко во тоа каков тип на исхрана и рецепти, нели, да даваме подетално, а ако барем малку имате некоја нутрицијска едукативна природа, би знаеле каков тип на храна се јаглехидратите, каков тип на храна се мастите и протеините и кои оброци ги имаат во најголемо количество овие супстанции. Рековме, дека диетално внимаваме на најмногу на шеќерите и на јаглехидратите. Тоа значи дека тестенините треба да ги исфрламе што е можно повеќе. Не мора целосно, меѓутоа на почеток можеме да ги намалиме. Тестенини, ако веќе имаме кревирање, многу ни се потребни и ги сакаме, нормално сме организми, живи битија, ќе ни треба да се задоволиме со нешто такво и онда тоа потреба е многу попаметно да ја задоволиме во попладнето, односно кон средината на денот. Зошто? Затоа што тогаш пикот на шеќерите, тој спајк што го доживуваме, природно ги прати циркадиските ритми. Тоа значи дека секое живо суштество кон средината на денот доживува на оштрица еден пик во нивото на шеќерот и во нивото на инсулинот за да го контролира шеќерот. Така да ако го следиме тој природен тертип, тој начин на варирање на тие параметри, многу повеќе ќе му олесниме на нервниот систем. Значи, средината на денот можеме малку јаглехидрати, почетокот и крајот на денот ги исфрламе што е можно повеќе. Но не само јаглехидратите, сите форми на шеќери, тоа се газирани сокови, блага, се што содржи рафиниран шеќер во него, па дури и фруктозата. Значи, сите знаеме дека е здраво да го почнеме денот со некое овошно фрапе или некој микс или некој цеден сок од портокал, нешто такво. Витаминозно, тоа е одлично, меѓутоа нивото на фруктоза што ја внесуваме е преголемо. Иако со малце покомплексна обработка од јаглехидратите, сепак брза обработка, нивото на фруктоза брзо, односно количината на фруктоза брзо ќе се претвори во глукоза и ќе го нахрани тој шеќер, што очајно пробуваме да го избегнеме и да го депривираме нервниот систем од истиот. Знаете како едно мотор, едно возило кога ќе се заглави педалата до крај не можеме да го зауставиме и кучинците не работат, што ни е следна опција? Да го истрошиме резервоарот со гориво. Односно да не полниме гориво во истиот резервоар позади воланот во кола која што одлучила самата да акселерира, самата да убрзува и ние не можеме да ја зауставиме. Нешто што можеме да направиме е да го скратиме горивото, односно шеќерите.